Ова видео го објавувам вака комплетно, бидејќи забележав дека со секој ново објавено видео се зголемува и прегледите на некој од 4 дела од циклусот робовладетелство. Бидејќи тој циклус е смисловна целина, овде ви го нудам токму така, целосно. Дозволете овде да се заблагодарам на сите претплатени и непретплатени на каналот кои ги гледаат овие видеа. Огромно благодарам. Во тој правец би ве замолил во знак на поддршка да се претплатите ако не сте веќе претплатени, бидејќи е бесплатна претплата. И да ги споделите овие видеа на некои од вашите социјални мрежи и комуникации. Имајте отворен ум за се, но приврзан за ништо. Баш Татунчо. Кога сме внатре во системот, најчесто сме обземени од пронаоѓањето на сопственото место во него, што системот воопшто не го забележуваме. На ист начин на кој повеќето од нас не можат да ја восприемат сферичната форма на земјата, заради нејзината големина, забележувајќи ги само фрагментите на системот со кои доаѓаме во допир, но никогаш целината на системот. Не постои капитализам, социјализам или комунизам. Не постои демократија или било каква кратија која е од народот или за народот. Постои еден универзален систем со кој откако овој циклус на цивилизацијата памети, владее со човечката раса, а тоа е робовладетелство. Ова анализа ви ја ветив во претходното видео и кога почнав да размислувам за концептот, сватив дека материјата, дури и во синтетизирана форма, е многу обемна. Затоа темава ќе обработувам во неколку продолженија. Во овој прв дел, нормално, ќе зборуваме за поттеклото на овој систем. Проучувачите на разните митологии се едногласни дека митот е символична и алегорична интерпретација на реалноста од страна на народи и цивилизации кои немале доволна научна и технолошка развиеност за да си ја објаснат реалноста и природата со која се обкружени. Ако се согласиме со овој заклучок, логично е да претпоставиме да различните митологии би требало да имаат и различни собитија и ликови кои се протагонисти во секоја поедина митолошка реалност. Од друга страна, дури беглото разгледување на најпознатите и најелаборирани митологии, најдуваме на запрепастувачки аналогии и преклопување на наративот. Пример за таков мит е митот за големиот потоп, кој без исклучок го има во сите митологии и народни предања, дури и во култури кои биле физички оддалечени и одвоени на различни континенти. Овој мит овде ќе го користиме само како меѓник помеѓу две епохи во нашето битисување на оваа планета. Она што е главна тема е уште повозбудливо и поколоритно од митот за големиот потоп. Хуманоидите од типот на Homo habilis, Homo erectus или Homo neanderthal се животни по сите своји карактеристики. Совршено прилагодени на својот хабитат и со мозок развиен до степен сосем доволен за извршување на своите неопходни функции. Како такви, овие видови не представувале никаква закана за останатиот животински и растителен свет, заради совршената вклопеност во синџирот на исхрана. Потоа, одненадеж во Африка пред некои 300.000 години се случува квантен скок во еволуцијата. Односно, на сцената се појавуваат Homo sapiens. За разлика од своите претходници, Homo sapiens не е животно кој се прилагодува на средината, туку преку енормно зголемениот обем на мозокот располага со знаење и умење да ја прилагодува природата на себе. Природа на која очигледно по ниедна своја карактеристика не е прилагодена. Да разгледаме неколку очигледни карактеристики кои ќе го илустрираат ова тврдење. Има атрофиран термоизолацијски покривач на телото, односно нема крзна. Нема заби или ногти кои би укажувале на лов или јадење на било која достапна храна во природата. Има коса и брада кај мажите, кои ако се остават, растат до бесконечност, што оттежнува било какво прилагодување на природата. Има над 5000 различни патологии и болести кои потенцијално може да го истребат. Се раѓа преурането, заради големиот обем на черепот, па така развојот на мозокот продолжува и надвор од утробата на мајката.
и развива низ годините интелигенција невидена за ниеден животински вид дотогаш. Додека повеќето животни проодуваат веднаш и ја имаат развиена сета церебрална активност уште во матката, Homo sapiens тоа го прави низ годините по раѓањето. Не е прилагоден за живот во ниту еден од природните хабитати на земјата, ама благодарение на својот интелект и големина на мозок, во состојба е да користи алати и помагала со кои ја прилагодува природата на себе. Носи облека, храната ја готви, гради вештачки засолништа за живење. Благодарение на сево ова, може речиси непречено да се движи и да освојува различни делови на земјата, притоа уништувајќи ги своите сопарници погоре споменати. Тезата за постанокот на човечката Homo sapiens раса, која јас ја застапувам, се наоѓа на средината меѓу еволуционистичката и креационистичката теорија. Според теоријата на еволуцијата, Homo sapiens е последниот резултат на милионите години еволуција на живиот свет на планетата, преку прилагодување и природна селекција. Оваа теорија само по себе, штом се земе во предвид распространетоста на луѓето на секаде на планетата, во вештачки прилагоден амбиент, веднаш почнува да раѓа сомнеш. На тоа можеме да ја додадеме компетентната забелешка на коавторот на теоријата на еволуција, Алфред Расел Волас, од 1869 година, каде посочува дека оваа теорија е применлива на сиот жив свет на планетата, но кај луѓето едноставно не функционираат зададените постулати. Од друга страна, креационистичката теорија вели дека целото човештво потекнува од два прародители, Адам и Ева. Креација на еден универзален бог која се датира пред отприлика 7 милениуми, која исто така буквално сватена неодржлива пред се заради модерните научни истражувања со радиокарбонски датирања, каде овој период од 7000 години е неодржлив. Тезата е дека на планетата Земја еволуцијата има произведено антропоморфни примати кои биле животни со одредени карактеристики слични на нашите, и дека на таа основа, преку процесот наречен неотенија, е извршена генетска модификација на овие животни со цел создавање суштество способно за мислење и креативна работа, способност да прима и извршува наредби зададени на еден комплициран систем на символи наречен јазик и со вродена идолатрија кон својот творец. Процес многу сличен, ако не идентичен, на оној што ние луѓето го имаме направено со припитувањето на волкот, претворајќи го во различните видови на кучиња. Прилагодувањето на одреден вид за потребите на друг супериорен вид најчесто се на штета на природната прилагодливост на видот во природни услови. Користејќи оваа аналогија, сваќаме дека е многу веројатно дека ние сме производ на генетска манипулација од страна на многу поразвиена раса, која преку модификација или преку додавање на сопствен генетски материјал во гените на некои од достапните примати го имат добиена Homo sapiens. Пионер на оваа теорија е Роџер Вилјамс Вескот, со неговата книга The Divine Animal, која денес е невозможно да се пронајде во продажба. Оние малку достапни примероци се продаваат како да се од злато. За среќа, поаѓајќи од оваа книга, двајца истражувачи, Пјетро Буфа, молекуларен биолог, доктор на науки и добитник на наградата Марија Кири за млади истражувачи, и Мауро Билјино, библист, ја продлабочуваат темата во нивната книга Рези умани, што во слободен превод значи направени луѓе. Овде се разработуваат серија карактеристики на нас луѓето од генетски аспект, нешта кои наоѓаат своја потврда во текстот на Библијата. Книгата, за жал, е достапна за сега само на италијански јазик. Она што мене ме поттикна да размислувам во овој правец е несекојдневната идеја да на митолошките представи од сите култури се погледне со еден малку поочигледен и буквален приод, наместо досегашниот алегориски пристап. Правејќи го тоа и анализирајќи ги само оние неколку митолошки системи кои нам ни се блиски и познати, добиваме запрепастувачки резултати. Приказната за големиот потоп ја има во сите религијско-митолошки системи, а науката го поистоветува со крајот на последното ледено доба. Сите пантеони, почнувајќи со сумерско-акадско-вавилонскиот, египетскиот, грчко-римскиот, словенскиот или нордискиот, говорат за една виша раса на бесмртни битија
кои ние денес заради конвенција ги викаме богови. Но тие се тие Анунаки, Утеру, Теои, Елохим и така натаму. Запрепастувачка е елаборацијата во митологијата на поедините специфични карактеристики на овие ликови. Така имаме Зевс, Јупитер, Перун, Тор, пророкот Илија, или Хермес, Меркур, Тот, Мимир, или пак Афродита, Венера, Иштар и така натаму. Се трудам да синтетизирам. Еден друг мит е така наречената војна на небото. Во христијанството нели представена како битка помеѓу Луцифер со 1/3 од ангелите, наспроти Архангел Михаел со другите 2/3. Представа која многу наликува на војната на титаните, односно старата генерација на грчки богови со седиште на планината Отрис и поновата генерација на богови со седиште на Олимп. Приказните за ваквите војни на небото се распространети скоро низ целата планета. Она што е многу интересно, секаде, подоцна одредената генерација на богови преминуваат на создавањето на човекот. Денес, науката има склоност развојот на цивилизацијата да го гледа како линеарен процес, кој што почнува со изненадното никнување на развиената сумерска цивилизација и продолжува понатаму до ден денешен. Ние денес си ласкаме со заклучокот дека сме најразвиениот стадиум до сега, исклучувајќи ја можноста за циклично повторување на цивилизациите. Лемурија, Хипербореја и Атлантида се само неколкуте можни предпотопни цивилизации за кои не знаеме ништо, иако остатоци од нив имаме се уште распрскани низ целата планета, најчесто во форма на мегалити. Кои и какви биле жителите на овие цивилизации можеме само да претпоставуваме, исто како што можеме само да нагаѓаме каква била нивната технологија. Излегува логично дека ова постпотопна цивилизација која имаме сега е само последна во низата цивилизација. Сите остатоци од древните времиња кои ги имаме во форма на митологија зборуваат за една виша раса која има донесено цивилизацијата и сето знаење кое подоцна го пренесуваат на луѓето. Сумерите јасно зборуваат дека нивната цивилизација има создадено Анунаките, а не тие. За препастувачка должина имаат владенијата на владетелите опишани на сумерската листа на кралеви. Не можејќи тоа да го објасни во официјалната историја, која ја сместува во последните 7000 години, науката тоа го прогласува за фикција и фантазија. Ние денес пишуваме на компјутери и тој процес е релативно лесен и ефтин. Но кога некој морал да пишува во камен или на скапи и тешко достапни материјали, дали поправо нешто би запишувал би биле измислици или фантазии. Или ја имаме секаде истата приказна и истите описи, само на различните јазици на кои е напишана ја прават да изгледа навидум различно. Библијата исто така во првата книга е многу експлицитна во врска со ова. Битие 1 стих 26 и 27 кажува како овие Елохим создаваат луѓе по нивен лик и кои треба да го споделат со земјата и со се на неа. И дека во тој момент на креација создаваат и маж и жена. Многу е веројатно дека не станува збор само за еден пар, зашто на еврејски Адам е генеричко име за човек, направен од земја или земјанин, додека Ева е генеричко име за жена. Сега, зошто целово создавање? Сигурно не само за забава. Тоа ни е откриено неколку стихови понатаму, каде се зема специфичен примерок, поточно примероци, и тоа само машки, чија што задача е да работат во строго определен регион наречен Ган Еден. Повторно овде се обидувам да синтетизирам. Фактот дека тие митолошки творци на Homo sapiens се биолошки комплементарни со нас, се согледува со безбројните представи на нивно сексуално општење со примероци на човечката раса. Во грчката митологија Зевс е најтипичен пример за женкариште кој има редица запишани авантури со земни жени. А од таквата склоност не се исклучени и одредени женски олимписки божества. И секако знаете, рожбите од ваквите односи се познатите полубогови, херои на антиката, Ахил, Херакли и сличните ним. А за препастувачка е сличноста со библискиот текст кој буквално цитирам вели вака, Битие 6, стих 1 и 2. А кога луѓето почнаа да се множат на земјата и керки им се народија, тогаш синовите Божии, гледајќи керките човечки дека се убави, ги земаа, кои што ги сакаа, за жени. Стихот 3 пак укажува на дарувањето генетски материјал поради кој
предпотопните патриарси биле долговечни, поскоро 1000 години, и моментот кога Елохимите креатори престануваат да го прават тоа. И рече Господ Бог: Духот мој нема вечно да пребива во луѓето, зашто тие се тело. Ете деновите нивни нека им бидат 120 години. На крај 4-тиот стих ни ја покажува сличноста со грчката митолошка слика за мешаната крв меѓу богови и смртни жени. А имаше во тоа време џинови на земјата. Особено, пак кога синовите Божи почнаа да влегуваат при керките човечки и тие почнаа да им раѓаат. Тоа се силните луѓе прочуени од старото време. Истата идентична приказна. Вистинските владетели се овие битија кои се наши креатори. Битија од крв и месо, но со знаење и генетика кој му возможува огромен животен век, илјадници години. Многу е веројатно дека нивниот број не е многу голем, па си имаат поделена земјата на сфера на влијание. Но тие не се тие владетели кои можете да ги видите на телевизија. Не. Тие се само нивни емисари, особено во случаевите на големите земји или сојузи. Тие се нивните земни потомци, таа мешана или така наречена сина крв, луѓе со уверување дека имаат природно и од Бога дадено право да владеат. Но, како што реков, и покрај огромната моќ со која располагаат, тие се само емисари. Ако им го знаеме името, тогаш тие се само администрација на вистинските владетели. Политички, банкарски или воени. Сеедно. Тие само владеат во нечие туѓо име. Отпечатокот на ваквото владење се огледува во фактот дека и покрај илузијата за приватното поседување на земјата, сепак, секој кој поседува земја, куќа или стан, и покрај тоа што не остварува профит, плаќа данок на сопственост. Тоа е таа повластена кирија кон државата, зашто и таа не е вистински владетел, туку само администратор на територијата на која функционира. Оно што мене ме вознемирува ваквата слика на настаните е фактот што историјата ја пишуваат победниците. Знаејќи го ова, се прашувам, што ако во таа војна на небото не победиле лошите момци? Нормално, победникот секогаш поразениот го представува како лош. Прометеј беше окован на Кавказ затоа што им го даде огнот на луѓето, односно им ја даде светлината на напредокот. Библиската змија по се изгледа е еден од Елохимите кој имал љубов за човештвото, па им кажува на Адам и Ева дека треба да јадат од дрвото на спознавањето на доброто и зло. Нешто што нема врска со никаков правобитен грев, туку доближување на човекот кон својот Творец, зашто јасно говори Битие 3, стих 22. И рече Господ Бог: Адам стана како еден од нас, знаејќи што е добро и што зло. Но сега да не ја испружи раката своја и да земе од дрвото на животот и да вкуси па да живее вечно. Никаков правобитен грев, туку приближување на човечката природа до таа на своите творци. А бидејќи поттикнуваш за тоа е змијата, очигледна е аналогијата со Прометеј во нивното човекољубие. На ова не може да не се спомене древната еврејска пракса наречена гематрија, која е дел од кабалата. Накратко, бидејќи секоја буква во еврејската азбука има бројчена вредност, гематријата наоѓа аналогија меѓу зборовите кои имаат иста бројчена вредност, а навидум различно значење. Така зборот за змија, нахаш, е составен од буквите нун 50, хет 8, шин 300, збирно 358. Што наоѓа интересно совпаѓање со мем 40, шин 300, јот 10, хет 8, збирно 358, а зборот во прашање е Мешијах, односно Месија. Значи Спасителот е опишан како лошиот во приказната, веројатно како поразената страна. Имајќи ги во предвид сите историски собитија во изминативе 7000 години, пред се војни и владење на малку над многу, вознемирува заклучокот дека сепак гностиците беа во право. Овој свет е творевина на злокјудниот бог Демиург, кој само заради својата надмок на своите сопарници, кои имале наклоност кон човештвото, а нив ги има представено како лоши. А себе и овој свет како врв на Божјата совршеност.
Таа Божја совршеност за моите очи е невидлива. За вашите? Јас сум татунчо, драги пријатели, а ова беше само генезата за мрачниот робовладетелски систем. За сега, секој добро. Здраво, пријатели! Да се зборува за историјатот на робовладетелскиот систем, навидум звучи здодевно. Како да знаеме се, како да е апсолвирано се, но дали е? Обично, робовладетелскиот систем го припишуваме на оно што во историјата се подразбира под антика, додека остатокот е историја на слободните луѓе. Дури и така гледано, периодот од познатата историја кој припаѓа на робовладетелскиот систем е огромен. Според официјалната историја, крајот на антиката и почетокот на средниот век се така наречените варварски инвазии. Во тој периодот, помеѓу вториот и петиот век од нашата ера. Остатокот од 5 до 6000 години, поразително, отпаѓа на робовладетелскиот систем. Втората работа која вознемирува е системот на вредности на кој ја градиме нашата цивилизација и култура денес, особено на Запад, каде што грчко-римската цивилизација, заедно со христијанството, се зема како темел на западната цивилизација. Овде неминовно се подсетувам на зборовите на професорот по компаративна книжевност, кој кога ни предаваше за Хомер, ни откри една многу неконвенционална гледна точка, а сепак логична. Она што ние го знаеме како данајска култура, а подосна елинистичка, денес заради конвенција наречена старогрчка култура, е всушност конгломерат од повеќе градови држави кои обично биле во судир помеѓу себе. Но кога ќе се појавил заеднички интерес или заедничка закана, се обединувале и действувале заеднички. Тројанската војна е типичен таков пример. Практично, не постои никаков идеал наречен Елена од Спарта, која наводно била грабната од тројанскиот принц Парис. Едноставно, Троја била богат трговски и поморски центар, на кој данајците му се имаат настрвено заради неговите огромни богатства. Се сведува на еден вид пиратско освојување, при што градот се разрушува, богатствата се ограбуваат, мажите способни за борба се убиваат заедно со старците, додека жените и децата се поробуваат и се носат назад кон сопствениот град држава. Зарем не е некако нормално ако одите по цел свет плјачкајќи и уништувајќи и трупајќи го сето свое богатство во вашиот град држава, да оддавате впечаток дека единствено вие сте развиени и цивилизирани. Меѓу другото, во сиот тој плен има огромен број на човечки суштества што овој така наречен цивилизиран систем ги има третирано на ниво на животни што зборуваат. Овде нема да правам комплетен преглед на сите делови на планетата каде постоеле робовладетелски општества, но ќе се задржам на оние култури и цивилизации кои директно имаат влијаено за формувањето на западната цивилизација каква што ја имаме денес. Кога се зборува за Рим, обично се вели Римската империја, што е парцијален, ако не и погрешен пристап. Всушност и Рим се раѓа како град-држава во опкружување кое не е пусто и не е без население. Нивни најблиски соседи во тоа време се етрурците, цивилизација која прва на свој грб ќе осети агресивната и експанзионистичка политика на Рим. Целокупната римска историја се протега од 8 век пред нашата ера до 15 век од нашата ера, каде од 23 века на робовладетелската фаза отпаѓаат добри 13. Ако асимилацијата на критско-микенската култура од страна на данајците можеме да го земеме како културоцид, таквиот однос кон освоените територии и народи римјаните го имаат како основен принцип. Се она што пред римските освојувања било автохтона и посебна култура, по освојувањето набрзо станува римска по сите своји карактеристики. На римјаните мораме да им го оддадеме признанието како најгеноциден и најкултуроциден народ.
А за оние што мислат дека само денес имаме глобализација, Рим, особено во доцниот републикански период и низ целиот империјален период, ги има сите одлики на глобална цивилизација. Со една култура, еден пантеон и два официјални јазика. Она за што го споменувам Рим е фактот дека поседувањето робови од страна на владеачките елити се сметало за природно право дадено од боговите. Секако не биле плебејците тие што поседувале робови, туку богатата римска аристократија. Третирањето на робовите во Рим е многу слично на односот што ние денес го имаме кон технолошките помагала. За да ги поседуваме мораме да платиме. Не ги третираме лошо затоа што сакаме добро да не служат. Но кога ќе им помине функционалниот период, немаме проблем со нивното фрлање на отпад. Истиот однос, само што наместо механички уреди, кај нив станувува збор за човечки суштества. Ваквиот начин на поробување на луѓето како пракса се провлекува се до средината на 20 век. За да не се изгубиме во набројувањето и објаснувањето на секој поединечен случај, овде само ќе набројам неколку примери на сирово физичко робство низ вековите. Низ средниот век го наоѓаме во Ирска, Светото Римско царство, Византија, Венеција. Спомнувам само впечатливи примери. Додека во раното модерно доба речиси кај сите колонијални сили – Шпанија, Португалија, Англија. Заедно со Отоманската империја, каде го имаме еден од најбруталните примери, така наречениот данок во крв, нешто што во нашата колективна меморија е длабоко втиснато како директно засегнато. Колибата на Чичко Том, како класичен пример од американската литература, кој го опишува американското практикување на робовладетелството, во неговата класична форма, сите кои читаат добро го познаваат. Сепак, дури ни американскиот модел не е последен. Камповите за присилна работа во Третиот рајх, а подоцна го Советскиот сојуз, се примери кои се само децении оддалечени од нашето современо доба. Првата револуционерна промена си има случајно припременото од доцната антика во средновековието. Период во кој западниот дел од Римската империја е во целосна декаденција. Населението е во голем број неримско, односно припаѓа на варварските племиња од север и христијанството е веќе официјална религија во империјата. Односот роб-господар се заменува со феодалниот систем, каде пак имаме еден голем господар кој обично живее во замок и е собственик на сета земја, додека населението е составено од закрепостени селања. Што значи ова? Благородникот нели го има од Бога даденото право да биде собственик на земјата, додека селанецот е тој кој ја обработува и на неја создава реални добра. Добар дел од кои ги отстапува на самиот благородник заради неговото поседување на земјата на која се создадени. И во овој систем го немаме буквалното оковување во пранги или камшикување заради принудата да се работи. Не. Овде човекот е декларативно слободен. Затоа благородникот не се грижи каде и во какви услови ќе живее поданикот. Затоа си мисли самиот слободен човек. Благородникот има само една грижа – да го собере данокот кој му следува по неговото природно право на поседување на земјата. Вистинската слобода и во овој случај не постои, зашто целосната зависност од земјата на господарот и обврската за плаќање на високи даноци, затоа неминовно обичниот човек го става во состојба на самоналожено робство. Додека благородниците сето свое време го посветувале на усовршување на војните вештини, уживање во лов и дружење со други од својот ранг, носење убава облека и јадење убава храна. Селанецот бил елементот кој мора да го овозможи сето ова со својот труд. Нормално дека останувало и за скромен живот на самите селани, но тоа ни оддалеку не е близу до идеалот на слободата. Особено ако се знае дека во средниот век војна сила биле исклучиво благородниците, а евентуалните војни кампањи се финансирале со постојаните или воведување на нови даноци кон закрепостеното население. Интересно е дека во овој период речиси без исклучок неписмени биле и селаните и самите благородници. Единствените писмени во тој период се речиси без исклучок монасите и високиот клер на црквата. А црквата во средниот век е феудалец, многу поголем од било кој поединечен благородник,
зашто нејзините поседи биле огромни во секоја земја и биле транснационални. Од ова кратко изложеност за феудалниот систем произлегува дека закрепостените селени не се вистински слободни луѓе. Зависноста од земјата ги има доведено до доброволно прифаќање на тој потчинет однос кон феудалецот. Како еден неписмен селенец кој единствено знае за обработување на земјата или одгледување на добиток, да биде свесен за својата поробеност? Едноставно невозможно. Особено што ако имаме една институција која вели дека има директен авторитет даден од Бог и дека состојбата во која се наоѓате од Бога дадена. Оставам на вас да поразмислите за тоа дали феудализмот е систем на слободни луѓе или унапредена форма на робовладетелство. Човекот е чудно суштество. Ако непречено е оставен сам да го уредува амбиентот во кој живее, скоро и да не се случуваат револуции. Градењето на една природна заедница скоро секогаш се заснува на долгорочното планирање на одржлив живот и соживот. Живеалиштата се секогаш во склад со оптималниот минимум и секогаш земањето од природата за своји потреби подразбира и грижливо враќање, ако не за постојната генерација, тогаш за генерациите што доаѓаат. И секогаш во вакви ситуации народниот гений доаѓа до израз. Дали во изградбата на живеалишта, дали преку доведувањето до оптимална искористеност на начините за производство на храна, дали преку постепени техники на усовршување на иманентната човечка карактеристика за користење на алати и помагала. Во доцниот среден век, со развојот на големите урбани центри, особено италијанските градови и држави, се појавува една промена која настанува на тој бавен и спонтан начин опишан погоре. Средновековните градови биле оградени простори со заштитни зидини, така што просторот бил ограничен, а неговите жители обично не биле закрепостени селани. Што биле? Овде можеби за прв пат можеме да зборуваме за вистински слободни луѓе. Обично занаетчии од најразличен тип, трговци или уметници. Бидејќи ова е се уште период на манифактурно производство, работата на овие поединци била од исклучителна важност, притоа и многу доходовна заради големата побарувачка на нивните производи. Исто така, заради зголеменото тргување пред се со исток, нови, но и стари заборавени знаења продираат на запад. Богатата средна класа можела да си го дозволи луксузот на писменост. Тука ги забележуваме и првите знаци на пропаѓање на старото благородништво и раѓањето на една нова буржуаска класа, која подоцна во историјата ќе биде носител на еден нов социоекономски систем наречен капитализам. И покрај тоа што реков дека овој период е време во кој слободата на поединецот како да добила најголемо исполнување, сепак и овде моќта на господарење на малку над многу е присутна. Како е присутна? Ако нешто е магично лукративно во овој период, тоа е несомнено банкарскиот систем. Банко е всушност италијански збор што означува маса или клупа на која тогашните банкари ги воделе своите бизниси со поземување на пари за камата. Исто и терминот банкрот потекнува од италијанската синтагма банкарота, што значи скршена маса. Зошто го споменувам банкарскиот систем? Затоа што токму преку него еден грст семејства успеале да бидат господари и сопственици на огромен дел од земјата и севкупните богатства. Разработувањето на банкарските механизми од тоа време па до ден денешен заслужува посебно видео. Нешто за него има во делот на моето видео за пари и валута, кој можете да си го погледнете за илустрација на ова тврдење. Овде само ќе кажам дека овој систем го има направено посуптилен и поневидлив начинот на владење и поробување на обичниот човек, ускратувајќи му на кратко почувствуваната слобода. По овој период следуваат трансформациите во начинот на произведување на добра, тоа се така наречените индустријски револуции. Во првата, а особено со втората индустријска револуција, најголемиот дел од популацијата на светот се стави во големите урбани центри како работна сила на различните индустрии, при што цели делови на градовите изникнуваа во неприродни и мали живеалишта, со едвај неопходниот просторен минимум за живење. Овде,
како повторно човештвото да се врати во периодот на традиционалното рабовладетелство. Услови за работа никакви. Плата мала со која треба да се покријат сите потреби за живот. И што страда прво? Нормално здравието, кое поради претераната работа, нездравите услови за живот, оскудната храна и загадениот воздух во градовите, страда неминовно. А пари за лечење обично нема. Во оваа фаза, како пак да го имавме статусот на свесно животно, ништо повеќе. Една од екстремните последици на втората индустријска револуција беше и крвавиот 20 век. Овие услови за работа и за живот и покрај непроменетата природа на системот, добија свое хумано лице во западниот капитализам, особено во периодот на студената војна. По падот на советскиот блок, свесни сме на сите ретроградни процеси. Се селат индустрија на исток заради достапната ефтина работна сила, малтене робовска, а на запад се намалуваат правата и привилегиите под закана на губење на оние преостанати работни места. За оние малкумина, кои се свесни за константната природа на овој систем и упорно бараат начини да бидат слободни луѓе, меѓу кои скромно се бројувам и јас, денеска очигледно се погрижува третата индустријска револуција. Оваа трета индустријска револуција е тој смарт период во развојот на технологиите, за кој зборував во моето видео Дигитален тоталитаризам. За да сватиме дека историјата е круг, а не права линија, доволен е фактор дека наместо прангите и камшиците на господарите од антиката, модерните господари имаат смарт технологија со која не држат во покорност кон системот. Поразителен е фактор дека над 90% од нашите иманентни способности ни се оневозможени од така наречениот научен догматизам кој вели дека ние сме само материјално битие и дека постои само она што можеме да го регистрираме со нашите 5 сетила. Секој малку информиран човек знае дека има нешта отаде видливата светлина. Има звук отаде она што го слушаме. Има мирис кој ние не го мирисаме. Она што го допираме и мислиме дека е форма е всушност само степен на вибрација. И многу веројатно постојат вкусови кои никогаш ги немаме вкусено, само заради ограниченоста на нашето сетило. На една страна овде ги имаме различните форми на духовност, кои укажуваат дека сите ние сме дел од универзалниот Творец, на сите нивоа, а со тоа вечни и со неограничени можности. Материјалното е само еден дел од тоа, а бидејќи материјата е во постојана променливост, смртноста на физичкото тело е манифестација на бесконечните можности кои ги поседуваме. Од друга страна, го имаме овој мрачен систем кој така ограничените сетила сака да ги ограничи на уште потесно и поматеријално ниво. Многу слично на сетилната измама што ја имаме при искусувањето на виртуелна реалност при одредени видеоигри. Системот тежне е да не воведе трајно во неговата измамничка видеоигра. Кој од вас е подготвен доброволно да го прифати тоа? Јас сум Татунчо, драги пријатели. Во име на слободата, секој добро. Здраво, пријатели. Со ова видео ќе го заклучам историскиот преглед на темава. Истовремено, обработувајќи го најконкретизираниот и најевидентниот дел на системот. Почнувајќи од крајот на 14-тиот и почетокот на 15-тиот век, оној период познат под името Ренесанса, во себе подразбираше декаденција на стариот феудален систем и неговата носечка сила вообличена во аристократијата и нагло издигање на новата граѓанска класа која беше носител на еден нов, пред се економски систем наречен капитализам. Подоцнежниот развој на овој систем, пред се во Америка и во поголемите западноевропски земји, во прв ред Франција, а подоцна и сите останати, доведе до промена на политичкиот систем. Оваа состојба на замена на парадигмата и системот одлично е опишана во делата на Оноре де Балзак и Виктор Иго, додека на Балканот тоа е одлично отсликано во делото на Бранислав Станковиќ Нечиста крв. Разбирањето на оваа фаза на системот најлесно се остварува
преку анализа на институциите кои се фундаментални за постоењето и функционирањето на самиот систем во оваа фаза. Првин, да видиме како системот сам себе се дефинира преку одредени страни кои важат за авторитети. Според Мериам Вебстер речникот, капитализмот е економски систем карактеризиран со приватно или корпоративно сопствеништво на капитал и добра, преку инвестиции кои се одредени од приватни одлуки и преку цени, производство и дистрибуција на добра кои се одредени претежно преку надпревар на слободниот пазар. Според Енциклопедија Британика, капитализмот, исто така наречен економија на слободен пазар или економија на слободно предприемништво, е економски систем доминантен во западниот свет по распадот на феудализмот, во кој повеќето средства за производство се во приватна сопственост, а производството се спроведува и приходите се дистрибуираат во голема мера преку работење на пазарите. Како што гледате, не постои значителна разлика. Дадениви дефиниции се пред се да не испадне дека зборувам на памет, а истовремено основа на која ќе го дадам мојот поглед на нештата. Свесен дека Енциклопедија Британика почетокот на капитализмот го гледа во првите текстилни фабрики токму во Британија, по моје скромно согледување, никулците во промената на системот се во ренесансните градови држави во Италија, каде банкарството заедно со манифактурата, уметноста и архитектурата се првите форми на пазарно регулирана економија. Оваа фаза ќе ни биде прва фаза во овој опис. Втора фаза е дефинитивниот премин од манифактура во организирано индустријско производство, фаза која ја познаваме под името либерален капитализам. Третата фаза е капитализмот со хумано лице од периодот по Втората светска војна и на крај го имаме капитализмот кој го живееме денес, односно неговата корпоратистичка фаза. За да нема забуни, она што се случуваше во источниот блок беше само државно контролиран систем, наместо пазарни. Во суштина принципите беа исти. Не случајно, денес во светската економија предничи принципот кој политички остана комунистички, додека економскиот корпоратизам доведен до своевидна перфекција. Овде нормално зборувам за кинескиот модел. Додека во претходниот систем поединецот колку толку беше закрепостен за земјата преку која овозможуваше некаква долгорочна стабилност и за себе и за заедницата, овде забележуваме дека поединецот го има само голиот живот и единствен начин на кој може да оствари заработка е преку продавање на својот труд и време за плата. Кому? Па секако на големите капиталисти, кои на чуден речиси надреалистичен начин се имаат претворено во сопственици на земјиштето, ресурсите и средствата за трупање на капитал. Во овој систем наводното немешање на државата во економијата е лажно. Државата всушност по дефиниција е овластен администратор на одредено население и територија. Таа де факто постои ако постојат тие три компоненти: територија, население и власт. А зошто велам администратор, а не собственик? Секој кој поседува било каква недвижнина или земјиште, знае дека без оглед на тоа дали остварува или не профит од тоа земјиште или недвижнина, треба да плаќа данок, само по основ на поседување. Кога едно човечко суштество се раѓа во овој свет, одредена институција на државата го заведува во своите книги тоа раѓање. Со сите потребни податоци: ден, место, родители и така натаму. Она што трајно не дефинира не е нашето име нити изглед, не е социјалниот статус, ниту било што друго што е променливо. Името е нешто што е дадено од родителите и човек по сопствен избор може да го менува, а изгледот се менува како резултат на природните промени кои настануваат со одминувањето на времето. Единственото нешто што е трајно и непроменливо е жигот што ни е даден кога државата го запишува нашето раѓање во своите деловодни книги. А тоа е така наречениот единствен матичен број на граѓанинот. Всушност, тоа е бројот кој служи за фискалното општење со државата, односно, трајната врзаност со плаќање на даноци, па почната врска со која го храниме системот. Ние сме собственост на системот. Тој ја поседува матичната книга, а ние добиваме само извод. Од самото раѓање поминуваме низ редица системи кои се тука за да не направат совршени камчиња во мозаикот.
Можеби единствената работа за која секое дете е охрабрувано безрезервно е да научи да оди. Се по тој момент е учење на забрани и ограничување. Децата можеби се единствените вистински научници заради нивната природна љубопитност за истражување на светот со кој се обкружени. Но бидејќи одгледувањето на децата е препуштено на веќе индоктринирани индивидуи, наречени родители, тие несвесно одгледувањето го поистоветуваат со подучување како се живее во оградениот простор наречен општество. Од овие причини, подучувањето тргнува со учењето на задолжителните забрани и ограничувања. Скоро никогаш за неограничените можности на слободата. А за да не биде погрешно разбрано слободата, вистинската слобода не е никогаш во судир со истоветната слобода за други поединци. Основното образование е задолжително. И за да може една нова индивидуа да биде дел од тој задолжителен систем, треба да прими задолжителни вакцини. Систем за вештачка имунизација кој постои во последниве неколку векови. А човештвото и без тој систем постои илјадници години наназад. Забрани за допирање на предмети. Забрана за ставање на истите тие предмети во уста. Нешто што гледај чудо сите деца го прават. Забрани на сите страни и истовремено тоа што организмот треба да го научи на природниот начин, ќе дојде чичко доктор, малку боц и се сме си научили на побрзиот начин. Научуваме или препишуваме. Бидете храбри и споделете ги вашите размислувања во коментари. Откако поминуваат овие инстант имунизации, спремни сме да влеземе во првиот и можеби најстрашниот систем за индоктринација, а тоа е образованието. Задолжителното образование како концепт се појавува во периодот познат под името просветителство. Овој период се поклопува со пропаѓањето на феодализмот и подемот на капитализмот. И носител на просветителските идеи е истата класа која е носител и на промените во економскиот систем, а тоа е граѓанската буржуаска класа. Убаво и благородно звучи името просветителство. Но она што всушност овде настанува е систем со кој се образуваат кадри за работа во новонастанатите амбиенти создадени со капитализмот, најчесто фабрики. Не станува збор за образование, туку станува збор за обучување. Не се образува висшиот дух на поединецот во просветителското образование, туку само рационалниот интелект кој се полни со вештини и знаења неопходни за придвижување на механизмот на сериското фабричко производство. Размислете, зошто се подвргнуваме на образовниот систем и тоа на сите нивоа? Без исклучок, тоа е заради наоѓање на соодветна работа. Факт кој во цело се подврдува мојата теза дека образовниот систем е индоктринација од страна на системот, претворајќи не во компоненти на овој безмилосен систем на владење. Крајниот резултат не е никакво ослободување, туку само совршено самопоробување. Поробување за кое плаќаме самите ние. Потоа влегуваме во машината на работниот однос. Дури да сме учеле за тоа што го работиме, и да тоа било најголемата страст што сме имале, што скоро никогаш не е случај, набрзо дознаваме дека реалноста не е тоа што сме го замислувале. И ако некогаш воопшто станеме свесни, сваќаме дека сме во машина во која го продаваме нашиот труд и време за нешто што е така безвредно, а се вика пари. Во раните фази на капитализмот, проблем било долгото работно време. Сега, и покрај тоа што ги имаме хуманите 8 часа, сваќаме дека тие се толку истоштувачки, што остатокот од 16 часа го користиме за подготовка на овие 8. Тие се фокална точка во нашето денонокие, а богами и на целата недела. Викендот му доаѓа нешто како програмиран рестарт. Работниот однос е состојба на заробеност која од една страна тешко ги исплаќа вложените пари во образованието, особено оној тип на образование кој подразбира долги години на потесна специализација, од друга страна не ги покрива во доволна мера животните трошоци за соодветниот животен стил, потребата за автомобил, соодветна гардероба, живеалиште, социјален живот и разоната. Сето тоа некако не влегува во рамките на она што значи плата.
А абсурдот е што колку одредена професија е попрестижна, толку соодветната плата е недоволна да го следи животниот стил на поединецот. Пример, млад лекар или лекарка, специјалист, смета дека во круговите во кои се движи не треба да оди со јавен превоз или со стара кола. Фатени меѓу исплаќање на долговите направени за школување и специјализација и потребите на новиот животен стил, многу лесно, речи се неосетно, влегуваат во наредната фаза на заробеност што за нив системот ја има подготвено. А тоа е земањето кредит. Со земањето кредит се остваруваат висините на животниот стил, соодветен на кругот на луѓе во кои се движи личност. Зедов пример со лекари, но во замката на кредитниот систем потпаѓаат и најобични конфекцијски работници и административци и бизнисмени, без исклучок. Магијата на кредитот е неодолива, а кредитот е фиктивна валута или, ако сакате, договор за финансиско робство. Кој сака повеќе детали, може да го погледне моето постаро видео за пари и валута. Забележувате како овој систем е составен од низа институции, кои како основна келија ни имаат нас, и само од нашиот придонес кон системот обстојуваат. Една таква институција која највидум треба да го обезбеди функционирањето на системот е власта, како една од трите неопходни компоненти за постоењето на држава. Во оваа фаза, кога капитализмот со сите своји форми е форматот на економскиот систем, политичкиот систем, односно изборот на власта е така наречената демократија. Власта, како што одговорно напишав погоре, е еден од основните постулати за постоењето на држава, односно е администратор во име на вистинските господари. Демократијата создава привид дека на избори народот избира власт. Зошто привид? Затоа што во мандатот што власта го добива теоретски е мандат за јавна служба. Од англиското ministry, што буквално значи службување. Но во пракса добиваме владетели. Проста анализа на методите на владење покажува како владетелите, макар што демократски избрани од народот, се однесуваат како да нивниот авторитет за владење доаѓа од повисоко, а кон народот применуваат угнетувачки политики. Примери има многу, но пред се тоа се даноци и мерки кон населението кои не ни биле споменати во предизборните кампањи. Казнени политики, реформи во сфери како што се здравство, пензиски систем, образование и судство, кои само ја зголемуваат неефикасноста на дадените делови на системот. Споредбата на сите овие системи од пред само неколку децении покажува колку сите реформи ги имаат срозено и оние малку функционални делови на системот. Слободното време е приказна за себе. Обично преморени од работа, омилено место ни е каучот, а наспроти него телекранот на Орвел, кој ние симпатично си го викаме телевизор. Изобилие на канали и апсолутна инфлација на квалитетни содржини. Сите ТВ канали без исклучок се бескрајно море на непотребни информации во кои се протнуваат сублиминалните пораки во форма на реклами и вести, со кои системот ни кажува што да конзумираме и како да мислиме. Забележете дека производите што најмногу се рекламираат всушност се најголемите загадувачи, со тоа што многу често повеќе од 50% од производот е пакување и најчесто пластика. Производот внатре е препон со индустријски додатоци кои го прават супер привлечен и супер неприроден. Да не зборувам дека полуголата манекенка која го рекламира нема никаква врска со самиот производ и неговата намена. Од друга страна, вестите се преполни со проблеми, страв и ужас и повторно сублиминалната порака дека ете имаме политичари кои дење и ноќе работат за наше добро. Се спротивно од неговата намена, како што ќе запише Орвел во неговата 1984. Војната е мир, слободата е робство, незнањето е моќ. Верувам има поединци кои бегањето од овој систем го бараат во религијата. За жал, различните организирани религии без исклучок се дел од системот и нивна работа е држење во духовно слепило и незнаење на нас, поданиците на системот. Зошто инаку би било Цезаревото на Цезар? Со други зборови, немој случајно да не си платил данок. Никаква духовност и никаков спас.
О Боже, спаси не од религија. За крај, секој од нас треба да тргне од сопствениот пример и да согледа дали е слободен човек во овој систем или не е. Не е толку страшна состојбата на поробеност во која ете сме се родиле. Многу пострашно е несогледувањето на таа состојба и слепата вера во безгрешноста на системот и наметнатото чувство на вина кон нас, како чинители на вистинските проблеми. Се додека имаме здравство што произведува болни, образование што произведува незнајковци, безбедносен систем кој генерира страв, банкарско-финансиски систем кој генерира сиромаштија, новинари кои дезинформираат, политичари кои се до срж корумпирани и служат секому, само не на народот, религија која не одвојува од Бог и, ако сакате, социјални мрежи кои не прават се поосамени. Се до тогаш ќе бидеме робови. Јас сум Татонче, драги пријатели. Секој добро. Во последното видео од овој серијал ја опишува фазата на системот која допира до мигот кој моментално го живееме. Капитализмот, слободниот пазар и демократијата делуваат изморени. Делуваат спремни за генерален ремонт. Во ова видео ќе ви опишам состојбата на сите сегменти на системот кои се значајни за неговото функционирање, за да потоа ви дадам проекција како тој систем планира да се трансформира во годините непосредно пред нас. Со изненадното никнување на сумерската цивилизација, на земјата почнуваат да коегзистираат два типа на човечки заедници. Едната се тие заедници на ловци кои живееле на сличен начин како домородното американско население пред појавата на европејците, додека другата се заедниците кои живееле во градови кои имале организиран начин на живот. Првите живееле во мали племенски заедници и скоро без никаква социјална стратификација. Вторите знаеме дека биле строго организирани општества со јасна хиерархија и живот организиран во сите сфери – политички, економски, војни и религиозни. Постоењето на овие институции произлегуваат од новината што во себе ја носат овие цивилизации, а тоа е институцијата на храмот. Овој храм не треба да го замислуваме во денешна смисла како место за религиозно собирање и молитва, туку како место каде функционира елитата на општеството која од таа институција спроведува надзор и контрола на сите аспекти на секојдневниот живот. Ако ја земеме структурата на било кој општество од антиката, без разлика дали тоа е Сумер, Вавилон, Египет, јасно можеме да видиме три главни слоеви во општествената скала. Најдолу секогаш ги имаме робовите. Тие се најбројни и во тие општества тие биле на ниво на животни што зборуваат. Погоре е аристократијата, која ги уредува и контролира сите аспекти на животот, економија, војска, администрација и така натаму. Највисоко ја имаме институцијата на храмот, каде што обично го имаме врховниот свештеник крал, кој владее како инкарниран Бог. Нагласувам уште еднаш. Храмот овде ги обединува сите аспекти на животот, не само религиозниот како што тоа е обичај во денешно време. Затоа, од Бога дадено право за владење имам зборувано и порано. Овде, во зората на модерната цивилизација, тоа било нормално и општо прифатена работа. Овие цивилизации никнуваат од нигде, нагло и невообичаено, а сепак се цивилизации со организиран начин на живот и научни знаења кои ден денес запрепастуваат. Фактот дека владетелите на овие први цивилизации се сметале за инкарнирани богови би можеле да го обработуваме во едно посебно видео, затоа што материјалот е обемен. Овде го спомнувам затоа што тој концепт на Божја делегираност на елитите за владење постои и ден денешен. Потеклото и развојот на овој систем го обработив во претходните 3 видеа на оваа тема. Бидејќи мораме да го разбереме актуелниот миг, што го живееме сега, би сакал да го разберете ова. Разликата во владењето пред 6000 години и сега е што тогаш цивилизацијата, колку и да била напредна, била од локален карактер. Поголемиот дел од планетата бил неосвоен и слободен за спокоен живот на домородното население. Денес, таа иста робовладетелска цивилизација ја подразбира целата планета. Така доаѓаме до денешниот миг, декември во таа кобна 2020 година. Институцијата на храмот што ја споменав претходно, низ вековите се има разложено на редица институции. Состојбата со тие институции денес најлесно ќе ни илустрира фазата во која системот има намера да влезе во блиска иднина.
Политичкиот систем кој го познаваме под името демократија се тетерави. Годинава, најсилната демократија која сите нас не учеше на тој систем, мака мачи со спроведувањето на избори. Во остатокот од светот кој го практикува системот на представничка демократија, работите се уште полоши. Очигледно е дека постои тенденција да се прикаже системот на слободни избори како неефикасен, со тоа што ќе се укаже на некомпетентноста и корумпираноста на избраните функционери. Онака како што е поставен системот, во повеќето случаи ова е точно. Повеќето политичари се некомпетентни и корумпирани. Наместо да се работи на унапредување на системот, во кој би се избегнале ваквите недостатоци на демократскиот систем, намерата е негова комплетна замена. Замената би требало да бидат технократи. Луѓе со тесна стручност кои би спроведувале мерки засновани на своето знаење и компетенција. Она што е опасно овде е дека нивната одговорност би била кон оние што ги имаат поставено на овие позиции, а не како сега кон оној што ги има изберено, тоест парламентот, а преку парламентот народот. Не. Технократите ќе одговараат на оние над нив на вертикалата, дека народот си се враќа на старото добро место, односно бивањето поданик. За да не биде ова неосновано зборување, ќе ве потсетам на два експерименти направени за да се провери функционалноста на еден ваков систем. Во 2011 година, во Грција, Лукас Пападемос дојде како технократ да ја спаси Грција од должничката криза, заменувајќи го легално избраниот Џорџ Андреас Папандреу. Во истата година, во Италија, Марио Монти го замени Силвио Берлускони. Нормално, за мерките и одлуките спроведени од владите на Пападемос и Монти, народот на Грција и на Италија не беше консултиран на никаков начин. Заклучок, системот кон кој се стреми западната демократија е технократија. А пример за добро спроведен технократски систем е несомнено Кина. Регрутирањето на кадри кои би раководеле со земјите и организациите ширум светот се прави од редовите на најмокните економски и финансиски институции, оние во кои лежи иднината на капиталистичкиот економски систем. Слободниот пазар е мит. Ресурсите на планетава и нивното искористување се запоседнати во огромни мултинационални корпорации, кои уништуваат се пред себе што значи мал или среден бизнис, семејна фирма или поединец кој остварува некаква економска активност. Ако бизнисот е добар, неминовно се кооптира во поголем мултинационален концерн. Типичен пример е приватизирањето на националните телекоми ширум светот, па и кај нас. Ако бизнисот не е вносен, едноставно конкуренцијата од големите играчи придонесува за нивно природно пропаѓање. А слободниот пазар? Па слободни сме да избереме Кока-кола или Пепси, зарем не? Финансискиот систем е приказна за себе. Огромното печатење на фиат валута, тема која ја обработував во посебно видео, придонесува за се позабрзано осиромашување на целокупното население, за заложување на поедините држави и претерано богатање на претходно споменатите корпорации. Нема соодветен обрат на производи и услуги кој може да го оправда огромното вбризгување на валута во системот. А има индиции дека најголемите банки низ светот се практично банкротирани. Очигледно, и финансискиот систем е зрел за генерален ремонт, односно комплетно заменување на парадигмата. Намерата е комплетно исфрлање на хартиените пари до потреба, додека новите дигитални валути ќе бидат уште помоќно средство за контрола, заради фактот што заработката на истите ќе се поврзе со задоволување на одреден тип на социјално однесување, послушност кон системот, јаглероден отпечаток, медицинско досие и слично. Исто е многу веројатно дека ваквата валута ќе има и рок на траење, што ќе оневозможи нејзино штедење. Со тоа, потребата секој месец да се слугува за предвидената порција валута ќе биде неминовен. Технологијата што ја употребуваме и која од ден во ден станува се помоќна, пред се она што се нарекува the Internet of the Things, односно паметните технологии, придонесуваат за спроведување на овој систем. Но,
сепак постојат доволно многу поединци кои таквите технологии ги прифаќаат во неопходниот минимум и самата трансформација како да оди бавно. За забрзување и за конечното трансформирање на системот, на владетелите оценка им требаше некаков изговор. Во оваа 2020 година знаеме дека тој изговор се вика COVID-19. Наметнувањето на тезата дека политичарите не се стручни да донесуваат одлуки за справување со пандемијата придонесе за делегирање на извршна моќ во рацете на медицински технократи, комисии, кризни штабови и слично, каде струката за прв пат во историјата, наместо медицински мерки, наметна серија полициско-диктаторски мерки, како што реков претходно. Технократите наметнуваат одлуки, а не полагаат одговорност кон народот. Под изговорот на јавното здравје се одземаат слободи, се наметнуваат серија на мерки кои символизираат подчинетост кон системот, како носењето маски секогаш и насекаде. Технократијата вришти, додека корпорациите тријат раце од пропагањето на малите бизниси, парче од пазарот кој целосно оди кај нив. Дури и воведувањето на дигитална валута се совпаѓа со апсурдното тврдење дека вирусот се пренесува преку хартиените пари. Како никогаш досега, вакцините се појавија на сцена во период помало од една година. Преседан кој исто така се надоврзува на идеите да ова вакцинирање биде задолжително. Односно, уценувањето оди со создавањето на така наречениот имунолошки пасош. Овој пасош нема да биде потребен само за поминување граница, туку и за користење јавен превоз, купување на мирници и на крајот на краиштата за остварувањето на правото на работа. Овде не е крајот. Истите луѓе што стојат зад индустријата на вакцини, стојат и зад проектот за дигитален идентитет, кој комбиниран со имунолошкиот пасош и безготовинската банкарска сметка, треба да биде соединет со единствениот биометриски имплант. Имплант кој ќе биде единственото нешто преку кое системот не препознава и прифаќа, но пред се контролира. Ако конечно дозволиме да се случи ова, носењето маски ќе биде само неопходниот минимум за век и веков, зашто нашето лице ќе престане да биде нашиот идентитет. Овој пат имаме шанса да делуваме пред да е предоцна. Овој пат човештвото има шанса да си ја задржи човечноста. Јас сум Тацунчу, драги пријатели. Секој е добро.